Забрзано се работи на превентивно вакцинирање на ситниот добиток во Штипско и Карбинско против болеста бруцелоза. До крајот на мај мора да бидат вакцинирани сите овци и кози во стадата на сточарите во овој регион, со што фармерите ќе ги добијат и потребните потврди за да може да аплицираат за субвенции. Активноста веќе е во тек и во наредниот период, бидејќи знаете вие дека сточарите морат да се здобијат со потребната документација околу субвенционирањето, односно добивањето на субвенциите од државата. Обврската наша е да влеземе во секој одгледувалиште, како би можеле да направиме попис и евиденција, а воедно и вакцинирање против болеста бруцелоза. На терен екипите од ветеринарната станица паралелно со имунизацијата ќе вршат и маркирање, односно одбележување на подмладокот во стадата на сточарите на секој оставено женско јагне. Ги замолувам сите оние сточари кои имаат сега во моментот оставено, народно кажано, домазлък, односно ремонт на стадата, сите оние единки ќе мора да бидат уредно обележени од наша страна и вакцинирани, зборувам за подмладокот, како за јагнињата, така и за јарињата, како би можеле да се стекнат со право во делот на субвенционирањето. Околу 40.000 овци и 5.000 кози, колку што се одгледуваат во Штипско и Карбинско, ќе бидат опфатени во акцијата за вакцинација против бруцелоза, согласно програмата за превентивна заштита. Истовремено во регионот тече и акцијата за вакцинирање на крупниот добиток против болеста јазлеста кожа.